Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во уште едно издание на Во Фокус, емисијата со која што покриваме најразлични теми покрај информативна, еве и овој пат ќе имаме и едукативна задача да ве запознаеме со едно интересно тело, интересна институција. Овој пат кај нас гостин е господинот Теодор Паристовски од Институтот за акредитација. Ви благодарам најпрво што сте тука кај нас да гостувате во емисијата. Благодарам и за вашата покана. А потоа верувам и дека ќе биде интересно овој половина час за гледачите да се запознаат најпрво, а потоа и да дознаат нешто повеќе за институцијата во која што вие работите, Институт за акредитација, како што кажав. Па еве ќе тргнеме токму од тоа, мало запознавање, затоа што не верувам дека секој слушнал за него, кои се надлежностите, ингеренциите, кој е всушност опфатот на работа на ова тело, под кое министерство или сте самостојно тело во рамките на владата? Благодарам уште еднаш на поканата. Значи, јас сум директор на Институт за акредитација на Република Македонија, така целиот назив на институцијата. Како што кажавте, ние можеби вака медиумски многу не сме застапени, бидејќи нашата работа е строго специфична по меѓународни стандарди, ние сме на некој начин како координатори на целокупното стопанство во државата и секој оној кој што има потреба, да кажеме, од акредитација, ние сме секогаш и достапни до стопанствениците, до граѓаните и до сега навистина не сме имале некакви проблеми од тој аспект дека на некој што му требал, па не знал како да не најде или каде сме. Значи, нашата поставеност, ние најповеќе имаме соработка со Министерството за економија, меѓутоа нашата поставеност согласно законот за акредитација и согласно ингеренциите, ние сме на некој начин како регулаторно тело во државата. Односно, на секој оној кој што му е потребно документ за да добие овластување од соодветно министерство или од соодветна институција, да кажеме конкретно Министерство за економија, Министерство транспорт и врски, Министерство за земјоделие, животна средина, сите оние министерства кои што се од тој стопанскиот дел, значи ние сме директно поврзани. Еден од условите за добивање, значи на тоа овластување е акредитацијата, ние доделуваме таа акредитација и врз основа на тоа подосна, значи тој стопански субјект, односно институција, дали е лабораторија, инспекција или сертификацијско тело, го добива бараното овластување. Сушност, значи она акредитација во буквално, да кажам, значи некако како превод на збор, значи потврдување на компетентноста на телото за тоа кое што тој го работи. Така, и тука веднаш да разграничиме дека тоа, иако кажавте најповеќе стопатени на стопанството, не се работи само за приватни стопански субјекти, туку како што веќе испомнавте, тука станува збор за институции и во државата. Да, значи кажав, ние сме еден вид како регулатор каде што ние не правиме разлика дали е приватна или државна институција. Ние досега имаме акредитирано 201 тело. Ние на наш речник ги викаме тела за оцена на сообразност, значи тоа се тие институции. Најголем дел од нив се инспекцијски тела, тоа се 100. 68 имаме лаборатории за тестирање, лаборатории за калибрација, имаме 8 медицински лаборатории и сертификацијски тела. Правилата по кои што ние работиме, значи тоа се строго определени, кажав и на почетокот, тоа се по ИСО стандарди, меѓународни стандарди. Например, сите инспекцијски тела, без оглед која област ја работат, ги акредитираме според ИСО 17020 стандардот. Сите лаборатории за тестирање и лаборатории за калибрација, тоа е 17025 стандардот. Медицинските лаборатории, тоа е ИСО 15189 и сертификацијските тела, во зависност дали е за продукти, сертификација на производи, сертификација на менеджмент системи или сертификација на персонал. Значи, тоа се тие стандарди по кои што не само ние, него сите институти, сите тела за акредитација во Европа и во цел свет работат. Согласно Европската директива 765, по кој што работат сите институти за акредитација во Европа, во една држава, значи мора да има само едно тело за акредитација. Тука тоа сме ние. За среќа, значи оваа регулатива е стапена на сила 2010 година. За среќа, велам претходно што во државата тоа веќе така и било регулирано, односно постоело само едно тело, значи еден институт. Имаше, например, држави во Европа, како Германија, како Италија, каде што обстојуваа повеќе тела за акредитација, па согласно оваа регулатива сите се споија во едно, бидејќи кажав,
Значи, нашата задача е да го регулираме стопанството во една држава, конкретно во Република Македонија. Така, ако можем да забележиме, имате навистина широк опфат дейности кои што ги контролирате, веројатно и потребно некој унифициран систем сепак за да може да се издадат акредитации. Кој е начинот, постапката, кои се условите кои што треба да се исполнат за да се заслужи акредитацијата од вас? Постапката, да кажем, навидуме едноставна, бидејќи кај на нашата интернет страница постои пријава за акредитација, како што спомена, во зависност од која област. За да може некој да ја пополни таа пријава, претходно мора да го има имплементирано соодветниот стандард. Значи тоа како што кажа во зависност по областите. Откако ќе го имплементира, значи тој стандард, значи ја поднесува пријавата до кај нас, ние ја разгледуваме и формираме тим за оценка. Може да бара институцијата предоценка, може да бара директно иницијална оценка. Во тој тим обавезно влегува, значи, представник од институтот што ние го велиме водечки оценувач, за да во зависност од областа која што треба да се акредитира, ангажираме и технички оценувачи. Значи, кај нас во нашиот номенклатура, во нашата хиерархија, експерт е најниското ниво. За да некој стане технички оценувач, покрај експертизата, мора да ги исполни условите на стандардот кој што ние ги бараме. Значи, прво мора да биде да врши оценка под наш надзор, мора да тој самиот иде како наблюдувач, па треба да има и теоретска обука според соодветниот стандард и дури подосна го стекнува називот, значи, на технички оценувач. Кога велите области, широки области, навистина, значи, ние имаме доста широк диапазон, значи она како што кој ќе кажам целокупното стопанство. Ќе почнам на пример од надлежностите во Министерство за економија, бидејќи најголем дел од законите во Министерство за економија се директно поврзани со акредитација. На пример, тоа е законот за возила. Сите популарно знаеме, нели, за хомологацијата, за при регистрација, нели, дека секое возило мора тоа да го помине. Хомологација некој за да врши, значи мора тој да биде акредитиран од наша страна. Понатака законот, говорам во Министерство за економија, за техничка инспекција. Се тоа што е поврзано со лифтови, дигалки, електроенергетика, рударска техничка опрема, све што е поврзано со опрема под притисок, дали се тоа бензински пумпи, дали се тоа преносливо од цистерни, во секој објект, во секоја индустријска испостава, секаде има по некој таков објект. Понатака закон за безбедност на производи. Министерство за транспорт и врски, например, таксиметри, тахографи. Министерство за животна средина. Сите лаборатории или инспекцијски тела кои што работат на терен мора да бидат акредитирани од наша страна. Министерство за земјоделие. Министерство за земјоделие буквално од почва па до трпеза е поврзано со акредитација. Од квалитетот на почвата, семе, семенски материјал, саден материјал, па крајните производи, продуктите, производството. Значи, ние најголем дел од лабораториите за тестирање токму ни се поврзани со лаборатории за тестирање на храната. Понатака текстилот, ентериерот, понатака тутунот, кој што е исто под Министерство за земјоделие. Медицинските лаборатории, значи било какво испитување што е од областа на медицинските лаборатории е исто така дел од тоа поврзано и со акредитација. Ги споменав лабораториите за калибрација, значи кои што се на некој начин подпомогнати и сервис како на инспекцијските, така и на лабораториите за тестирање. Понатака менеджмент системот, дали е ISO 9001, 14000, 18000 оксасот. Значи, тоа е поврзано со акредитација. Кој говориме за сертификација на производи, градежништвото, значи градежништвото од акредитација на лаборатории за градежни материјали, каде што имаме, мислам, околу 8 акредитирано. Сега е доста актуелно акредитација на сертификацијски тела кои што го потврдува производот на градежните материјали. Веќе ги имаме 2 акредитирано, уште едно-две ни се во постапка за акредитација. Значи, целокупното оно што е поврзано со градежништвото секако дека е и со нас. Може би изумив некоја област, али буквално, значи, се тоа на кое што ќе се помислеве вака дека е поврзано со стопанство е поврзано со акредитација. За повеќето кои што ги споменавте и дека мора да носат, да имаат акредитација, што се оние кои што не мораш, кои поволности, кои предности ги имаат со тоа што ќе добијат акредитација?
Видете, уште во првиот член во Законот за акредитација стои дека акредитацијата е доброволна. Значи, према нас, било кој што би посакал за да си ја потврди собствената компетентност, значи ние постапуваме, бидејќи постапката за акредитација опфаќа во кој поглед компетентност. Прво, персоналот кој што работи, второ, опремата, значи таа опрема, значи нашите технички оценувачи, значи дали таа е калибрирана, дали таа одговара според методата, како таа се споредува со други лаборатории, и трето, методологијата по која што се врши таа постапка. Значи, целиот тој пакет, значи, мора да биде компетентен, и бидејќи еднаш издаден сертификат за акредитација не подразбира дека тој е вечен, не, тој важи 4 години, али во рамки на тие 4 години институтот обавезно еднаш годишно врши проверка, ние тоа го велиме надзор. Значи, обавезно, значи, тоа тело, таа акредитација значи дека таа институција, дали е лабораторија, инспекција, е под постојан надзор на некоја институција, во конкретниот случај институт за акредитација. Сега, конкретно на вашето прашање кога велите обврска, во сите овие дел, да кажам, закони кои што ги споменав, под Министерство економија, животна средина, транспорт, земјоделие, во нивните матични закони стои за да некој врши таа проверка во име на државата, мора да биде акредитиран од нас. И во тој случај, значи, тие се обраќаат до кај нас, поднесуваат пријава за акредитација, и таа акредитација им е еден од главните услови за да го добијат соодветното овластување. Кога велам главните, значи они може самото министерство во самата нивна легислатива, дали е тоа правилник или закон, например да бара некои дополнителни барања кои што за нас како акредитација не се битни, не ги бараме. Меѓутоа, нашите технички оценувачи секогаш кога излегуваат на терен, ги бараат и тие барања, дополнителните. Зошто? За да не испадне некое тело кое што е акредитирано и да помисли дека само со акредитација ќе го добие соодветното овластување, ние им излегуваме во пресред, едноставно и тие барања ги бараме на некој начин, за да го комплетираат целиот тој пакет на документи кои што им се потребни со цел да го добијат соодветното овластување. Бидејќи, што значи тоа овластување? Тие акредитирани лаборатории или инспекцијски тела, кога ќе излезат на терен, веќе тие работат во име на државата. И всушност и тука е целта на акредитацијата, односно на овластувањата. Бидејќи со сето тоа се зголемува капацитетот на државата, буквално да кажам, значи, бидејќи тие се тела кои што утреденте излегуваат на терен во име на некои државни инспектори. Еве еден практичен пример. Например, техничкиот инспекторат кој што е при Министерство за економија, значи техничка инспекција. Да кажеме таму за опрема под притисок. Например, има вработено само 20 инспектори. Нормално дека тие 20 инспектори не може да ги задоволат потребите на цела држава. Али за тоа под опрема под притисок ние имаме акредитирано 7 или 8 тела, каде што услов е да има најмалце тројца инженери, машински инженери или електрозависно од областа. Ако тоа се помножи со 8, значи веќе капацитетите на државата 8-струко се зголемуваат. Тоа е едниот момент. Вториот момент, тие акредитирани тела се дисперзирани на секаде низ државата. Еве, со хомологација, например, порано се знаело дека хомологација само во Скопје постоела. Денеска, значи, имаме 10 инспекцијски тела акредитирано за хомологација, каде што секое тоа едно тело има повеќе испостави и малтене секое и помала општина, помало населено место денеска има каде да го однесе возилото за да изврши хомологација. И третиот момент, значи, имаме создадено, значи, една квалитативна конкуренција, велам квалитативна, не само квантитативна бројчана, него квалитативна, бидејќи сите тие работат по исти стандарди, сите тие се под иста контрола и сите работат со исти квалитет, а на некој начин веќе цените и се поевтини. Например, цената за една техничка инспекција за опрема под притисок, електроенергетика, хомологација или една ценовнико, да кажеме, за испитување на некоја намерница во лабораторија за тестирање или животна средина се паднати во споредба со порано, бидејќи конкуренцијата си го прави своето.
Вие споменавте, ако не се лажем, околу 200 тела, над 200 тела Да, се во да, моментов да. акредитирани. Тоа ми беше прашањето, а ако не сега ќе се префрлиме, колку од нив се во североистокот, каде што ние се емитуваме, кои се тие тела? Од Кумановско, ги споменавте правата кои што ги добиваат, одат ли со нив некои обврски на тие тела? Обврските се тие дека морат да ја одржуваат акредитацијата, односно барањето на стандардот за целиот период додека им важи акредитацијата. Ако ја погледнете, пошто наша обврска е секоја Унифицирано акредитирано... 4 години, така, за сите? Или Да, за сите. За сите важи 4 години сертификатот, али еднаш годишно обавезно правиме контрола, односно надзор. И обврските нивни се дека обавезно за целиот период додека им важи акредитацијата мора равномерно, значи, стандардот, односно барањата кои што се поставени таму да бидат исполнети. Ако погледнете наша интернет страница каде што ги објавуваме акредитираните тела, таму ќе видите дека некои се и одземени, повлечени, суспендирани. Сето тоа е дел од нашата работа, бидејќи не секој секогаш ги исполнува тие услови. Во поглед кои се акредитирани во овој дел, значи во североистокот на Македонија, еве конкретно во Куманово, например од лаборатории за тестирање, го имаме Центарот за јавно здравје, кој што е една доста моќна лабораторија, особено имајќи во предвид дека тука блиско е граничниот премин, па сето тоа е поврзано со увоз и извоз на храна. Значи тоа, да кажеме, таа една лабораторија која што на почетокот почна со многу мал број на методи, при секој наш нареден надзор, таа се шири, значи и обсегот е една од, да кажем, подценетите, поголемите акредитирани лаборатории во државата, не само во регионот. Понатака кланицата, дел од БДА, лабораторијата за трихинелоза, еве конкретно, значи законот кој што фаќаше испитување за трихинела, кој што е во надлежност на Министерство за земјоделие, пред 3 години, значи буквално во законот беше децидно ставено дека кој сака да испитува трихинелоза мора да биде тоа во акредитирана лабораторија. Едно од првите што се акредитираше беше токму во Куманово. Исто така од областа на медицината, тоа е Цитолаб лабораторијата, кое што исто така е доста значајно за овој регион, значи да постои една таква лабораторија која што работи согласно меѓународните стандарди. Од инспекцијските тела имаме Дигитранс, значи тоа е една лабораторија за инспекцијско тело за контрола на лифтови дигалки. Понатака Киро Бурнас, тоа не е инспекцијско тело за таксиметри и тахографи. Може да има, сигурно мислам дека имаше и некој за хомологација кои што се одакредитирани во Скопје, а си имаат дисперзирано така тука. Сега, ако некого го испуштив, нека не ми замерат, бидејќи навистина 200 се вака генерално. Да, 14 години функционирате, веројатно и дека има многу. Колку е олесната со тоа работата на компаниите и дали со тоа еве по тој пример мислите дека некој друг би можел да го следи нивниот пример, еве со што би ги привлекли тие да го сторат тоа? Па во колку е олесното? Олесното е на самото стопанство во многу. Значи, еве, прво за самите акредитирани тела. Акредитацијата не постои 14 години. 14 години постои институтот. Таа постоела и предходно, со години наназад. Меѓутоа, порано системот бил така организиран да некој за да добие конкретно властување за ова што говориме цело време, требало една оценка од една институција, па друго, па посебно министер, значи повеќе оценки за да се добие едно властување. Сега има една акредитација која што ги задоволува сите потреби и не се потребни дополнителни барања. Значи тоа е едниот бенефит. Вториот бенефит е она што споменавме, дисперзијата. Значи веќе во секој град може да се најде инспекцијско тело, значи едноставно не мора да се иде за све нешто во Скопје или во некои поголеми градови. И третиот момент што го кажав со цените. Значи цените се значително се поповолни, а за истиот квалитет. И четвртиот момент, ја верувам дека едно од следните прашања ќе биде меѓународното значење на акредитацијата. Еве може и да продолжиме баш едно од следните прашања. Значи тоа е едно од многу значајните моменти, значи за тие стопански гранки кои што се тие инспекцијски или лаборатории кои што се акредитирани од наша страна, тие веќе добиваат и меѓународно значење. Бидејќи институтот како потписник на тие договори, ние ги велиме multilateral agreement договори, тоа значи дека ние како институт сме признаени во Европа и во цел свет, а тоа подразбира дека сето она кое што ние го акредитираме е прифатено и признаено во целиот свет.
Односно, ако една лабораторија, например, еве, Центарот за јавно здравје издаде резултат за некој прехранен продукт со неговите состојки, што тој содржи, тој резултат слободно и во Германија, и во Англија, и во Америка е прифатен. Или ако Дигитранс Куманово врши контрола на дигалки во Куманово, во Скопје или во Македонија, може слободно да учествува, дали се тоа тендер или да го повика некоја странска компанија, дали од регионот или подалеку, да отиде, да ја направи таа контрола, да се издаде резултат и тој резултат да биде прифатен во таа земја без никакви дополнителни барања за да некој бара компетентност од Дигитранс Куманово. Бидејќи на неговиот извештај, кога ќе го стави логото на ИРМ, тоа е и во европска акредитација, така го велат, пасош во трговијата. Тоа е буквално еден безвизен режим во стопанството. Тоа значи акредитацијата на нашите стопански гранки. Значи, тоа е бенефитите за стопанствениците. Исто така има и за самиот институт, значи меѓународното значење. Тоа значи дека ние, како државна институција, како јавна значи установа, тука можеме да вршиме акредитација и надвор од границите на Република Македонија. Дека тоа функционира, ние исто сме го докажале. Например, ние имавме акредитирано француско тело од опрема на притисок, кое што скоро сите од поголемите нафтени платформи во светот, значи да кажеме тоа се воглавно во Африка, во Азија, беа под наша контрола. Например, ние првата оценка на тоа француско инспекциско тело ја вршевме во Екваторијална Гвинеја, каде што беа нафтените платформи на ИЛФ, на Shell, на Маратон американскиот. Следниот надзор беше во Емирати, третиот надзор беше во Виетнам, во Шкотска. Значи, сите тие беа под наш надзор, едноставно, значи, со логото на Институтот за акредитација. Имаме акредитирано во Албанија, тоа е една италијанска компанија која што сака да работи на меѓународен пазар, поради тоа, значи, наш тим отиде таму да ги акредитира. Имаме сега постапки во Косово, акредитиравме дури и во Бугарија. Иако Бугарија е членка на Европската комисија, нивниот институт таму имаше некакви проблеми, па беше суспендиран, па ние идевме таму да акредитираме со цел со наша акредитација да можат бугарските компании да работат на европски пазар. Значи, така да, тоа меѓународно значење, сепак ние тоа не го правевме ради нас, за да ние работиме, ние сме концентрирани 100% на македонскиот пазар, ние тоа го работиме да ги отвориме вратите на нашите стопанственици. И драго ни е што тој фидбек постои од нивна страна, тие се задоволни и многу голем дел од тие институции го користат овој бенефит кој што ние буквално само ради нив еве го одржуваме тој договор, тој мултилатерал агримент со Европската организација. Тој договор не подразбира само меѓусебно подпишување, тој договор подразбира како што ние правиме надзори, контроли на нашите тела, ние сме под постојана контрола. Еве, токму оваа година, во декември месец веќе ни е закажана контролата, каде што тимот 10 технички оценувачи, значи експерти, една недела ќе престојуваат кај нас во институтот, дел во институтот, поголемиот дел ќе им биде работа на терен, да видат како ние работиме, односно дали ние ги исполнуваме сите тие барања на европската и на светската акредитација. Ние тој договор го подпишавме 2011 година, еве до оваа година успешно го одржуваме и сме буквално на европско поле еден од реперите и за останатите институти како треба да функционира еден ваков систем во државата. Сега чест кажавте дека сте посветени на нашиот пазар, задоволни ли сте од тоа колку се заинтересирани нашите тела, нашите компании, институции, имали простор за раст во оваа насока и вие дали со тоа сте подготвени да го следите тој раст кадровска екипирано за тоа што покренели новите кои што се акредитираат секоја година, вие потребно да ги тие кои што се актуелни акредитирани проверувате? Видете во поглед на бројката дали е задоволен пазарот, значи еве ќе ви кажам кога се формирал институтот уште 2002 година и во тие стратегии на неговото формирање стои дека на Република Македонија доволно и се 100 акредитирани тела. Значи ние одавна ја поминавме бројката 100, значи веќе сме 200, имаме околу 30 на што ни се во постапка за акредитација, што значи дека потребата секогаш постои. А ние сме па секогаш спремни за акредитации во нови области. Значи тоа е дел од нашата работа. Ние тоа ги викаме шеми за акредитација. Значи едноставно не дека ние
да кажам, специјално во тој дел се насочуваме. Тоа е наша обврска, бидејќи мора да ги следиме европските и светските трендови. Се уште има области кои што кај нас не се застапени, не се акредитирани, едноставно затоа што не сме имале пријава за акредитација. Штом добиеме пријава, ние секогаш формираме тим кој што ја развива таа нова акредитацијска шема, кој што веднаш сакаме да излеземе во пресрет на стопанствениците, да не чекаат на нас. Јас споменав дека имаме 30 постапки за акредитација, верувате, ниедно тоа не чека на нас. Едноставно кој ќе дојде кај нас, ние им бараме документи, па чекаме за да ни ги достават тие документи, па ќе излеземе на предоценка, им е доставен извештај, тој извештај содржи несообразности, ние така ги нарекуваме тие потешките забелешки кои што сме ги дале, па сега чекаме на периодот да ги отстранат тие забелешки, па после идеме на таа иницијална оценка, добиваат извештај таа иницијална оценка и тука постојат несообразности, забелешки или коментари, па го чекаме тој период на отстранување на несообразностите, нели, на по-сериозните забелешки и после го доделуваме сертификатот за акредитација. Значи, буквално ниедно од овие кои што ги споменав 30-тина не чека на нас, ние гледаме на време да си ја завршиме нашата работа, бидејќи иако звучи нели дека широк диапазон на опфатеност имаме. Тие технички оценувачи, тоа не се лица кои што се вработени кај нас. Значи, ние имаме посебен комитет за оцена на лица, значи така го нарекуваме, и сите пријави од тие експерти или технички оценувачи доаѓаат во тој комитет, се разгледуваат и за секоја област поединечно, значи, они си имаат листа на посебни области, за секоја област од техничките оценувачи. Од тие, таа листа брои некаде околу 150. Од тие 150, некаде околу 50 ни се странци. Не дека во Македонија нема експерти од таа област, него едноставно затоа што како мала држава понекогаш имаме тој конфликт на интерес проблем. Бидејќи не може некој кој што работи во една институција да го оценува тој од друга и поради тоа, значи, мораме да зимаме од странство. Значи, некаде околу 30% ни се странски техничките оценувачи. Иако не сакав натаму да оди разговорот, меѓутоа сите живееме во оваа држава, а знаеме каква е политичката ситуација во моментот, влијаеше ли тоа на кој било начин, дали на интересот или пак еве на, иако споменавте дека не е така, меѓутоа сепак еве да повториме на тоа што вие акредитирате на дали е признаено и квалитативно високо рангирано. Уште еднаш не го разбрав дали влијае на што? Дали влијаеше на интересот на компаниите или на телата или воопшто на пад на некој рейтинг на вашето тело, па за да не биде признаено тоа на меѓународни рамки. Не, значи признавањето на меѓународни рамки тоа зависи исклучиво како ние работиме. Значи како институт за акредитација. А од друга страна, оние стопански субјекти кои што сакаат да се акредитираат кај нас, на помал дел име, да кажем, оние кои што се исклучиво извозно ориентирани или да работат на странски пазари, на нив им е битно дали сме ние подписници на тие меѓународни договори или не. Воглавном, значи, може би 95%, ајде така да се изразам во проценти, од нашите акредитирани тела, тоа се оние, на некој начин акредитацијата им е обврска согласно некој друг закон. Единствено, каде што се уште во законот не постои обврска за акредитација, тоа се медицинските лаборатории. Значи, они не се обврзани, освен што преку Министерството за здравство има 8 лаборатории на кои што им е дадена препорака да бидат акредитирани. Тоа се 4 во состав на клиничкиот центар во Скопје, тоа се лабораторијата за инфективни, за детски болести, гинекологија и биохемија. И тука се уште клиничките центри во Гостивар, во Битола и мислам дека беа во Штип и градската општа болница во Скопје. Додека останатите, а најголемиот дел од акредитираните медицински лаборатории, значи тие го прават чисто ради нив да си ја потврдат компетентноста, не пред нив, него пред пациентите, нели, кои што доаѓаат дека работат согласно меѓународните стандарди. Тука исто би ги споменал, значи, кога говориме околу потребата, значи, не само преку законската обврска, тука би го споменал и проектот на Министерството за образование и наука, кој што имаше опремено 80 лаборатории преку фондот, нели, преку владата на Република Македонија.
тие лаборатории, покрај тоа што беа наменети нели правобитно за научни истражувања и за потреба на студентите, Министерството за образование и наука, значи, нареди тие да бидат акредитирани со цел да бидат сервис и на стопанството. И тука сега има два бенефита. Едниот е за стопанството, каде што сепак една таква лабораторија која што има многу поширок обсек на работа, и вториот е бенефит што едноставно ја проширува и апликативната дејност на факултетите. На некој начин, значи, и тие веќе влегуваат во стопанството. Од тие 80, околу 50 беа акредитабилни, да ги наречам, бидејќи некои од нив беа директно поврзани само со наставата, например, далечинско учење и слично, а оние кои што беа поврзани со стопанството, сите тие околу 50 дел од нив веќе се акредитирани, а дел од нив се во постапка за акредитација. Така да и со тоа и како се зголеми капацитетот, нели, на акредитациите, односно на она кое што може да се понуди на заинтересираните страни како еден вид на ресурси. Иако во повеќе од одговорите веќе споменавте, дел од тоа можеме да го генерализираме севкупното значење на вашиот придонес и на акредитациите за македонската економија, дали е на вкупниот извоз кој што го имаме или на оној во индустриските зони? Значењето, пак ќе кажам дека е големо од кој аспект. Прво, значи, кога го споменуваме извозот, со секој извезен продукт од Република Македонија, кога ќе излезе од акредитирана лабораторија, инспекција или сертификација, веќе го добива тој така наречен безвизен режим, нели, за да излезе надвор од Македонија. Значи, веќе, бидејќи ако тоа го нема, тоа значи дека тој производ кога ќе влезе во земјата увозник, ќе треба повторно да се испитува. Тука се губи и време, и пари, а додека вака и самото значење, значи, на Република Македонија е препознатливо. Значи, тие бариери во извозот и како се намалени. Индустриските зони, они и како имаат бенефит, затоа што тек тие се директно наменети за извоз, барем најголемиот, поголемиот дел, нели, од нивното производство. Значи, и како за Македонија е значено, битно, да има собствени инфраструктурни капацитети, бидејќи целиот овој дел влегува во таа така наречена инфраструктура на квалитет, да си има капацитети да ги задоволи и во тој дел нивните потреби. Едноставно не мора да викаат од странство институции, лаборатории или тела, или пак да носат производи во странство, да ги испитаат, па тој резултат да го вратат во Македонија, за да може нивниот производ да излезе од Македонија. Значи, сите тие бариери и како, значи, се значени што не постојат во стопанството во Република Македонија. Да. Се одбележува и светски ден на акредитацијата. Се вклучувате ли вие во тоа одбележување? На кој начин и на тој начин дали ви иман во таа една глобална мрежа на институции од овој вид? Институтот за акредитација е секоја година присутен во таа глобална мрежа и тоа имаме значајно присуство таму, бидејќи 9 јуни е светскиот ден на акредитација. Ние тој ден го одбележуваме, значи, под мотото кое што секоја година го објавува Светската организација за акредитација. Оваа година е поврзано со акредитација во градежништвото. А јас веќе споменав дека ние имаме и лаборатории, и сертифицирани производи, значи, од областа на градежништвото, и како има што да прикажеме пред светската јавност што ние работиме од таа област. На 9 јуни ние по повод светскиот ден секоја година ги доделуваме сертификатите за акредитација на телата кои што се акредитирани во изминатите 12 месеци. Исто така публикуваме и соодветни публикации, дали се тоа брошури или некој друг едукативен материјал за сите оние заинтересирани страни. Меѓутоа, покрај тоа, значи, ние и како работиме на промоцијата, каде што ние финансираме проекти кои што самиот институт, значи, од своите средства секоја година ние одвојуваме соодветни средства, све со цел, како што и оваа емисија, нели, промоција на сите заинтересирани страни, да им помогнеме што поблиску да дојдат до нивните барања, бидејќи вие на почеток на емисијата кажавте кој ќе се спомене акредитација, звучи малце абстрактно, не им е баш све најасно на луѓето, меѓутоа ние секоја година се трудиме што да дојдеме поблиску до заинтересираните страни. Во тој поглед, значи, ние веќе реализиравме два многу значајни проекти. Првиот проект кој што 2 години траеше, тоа беше ориентиран директно кон
стопанствениците, бидејќи главен партнер тука ни беа стопанските комори, Сојузот на стопански комори и Стопанската комора на Република Македонија, каде што едноставно на стопанските субјекти ние добивме листа од некаде околу повеќе од 200-270 компании, едноставно за да како тие компании кои што имаат имплементирано стандард кај нив, да ги искористат бенефитот од стандардот. Бидејќи тој стандард како таков, знаеме дека најголем дел од институциите, ајде ако говорам за ISO 9001, 14 или 18, не секогаш на менеджментот им е јасно зошто тој стандард постои кај нив. Најголемиот дел често пати ги вадат, сега тоа е за жал така, али ради учество на некакви тендери или некој странски партнер им барал. Едноставно ние 2 години работевме на тоа како да ги искористат менеджментот бенефитите од тоа. Бидејќи тоа се стандарди кои што користат не само нели на да кажем тој апликативен дел, него и на самата менеджментска структура. Ако има некаков проблем, еве буквално, тој стандард има процедури, кој ќе ги погледне процедурите, точно ќе се лоцира проблемот и тој стандард веднаш предвидува и корективни мерки како тие проблеми да се решат. Значи, тоа е оној дел кој што ние го посветивме на стопанството. А минатата година па имавме проект па сега во еден обратен правец. Се однесуваше конкретно на државните институции. Знаете, сите тие министерства, агенции, фондови, инспекции бараат акредитација. За жал, значи тоа е, така да кажам, реално не секогаш, иако го пишуваат во законскиот дел, не им е јасно зошто го бараат тоа. Тоа се транспонирани директиви, регулативи, значи некои европски документи, каде што е тоа поврзано. И ние сите државни институции ги поделивме во 3 групи. Оние кои што бараат акредитирани инспекциски тела, оние кои што бараат акредитирани лаборатории и тие што бараат акредитирани сертификации. И едноставно ги повикавме на тркалезна маса кај нас во институтот, за да прво им ја објасниме и на нив постапката, што значи, како значи и зошто е потребно за во нивниот закон да тие ја бараат акредитацијата. Значи тука беа поканети од царина, како што споменав, од сите инспекции, од фондови, од сите министерства, секаде каде што во некој закон постои акредитација, ги повикавме на една тркалезна маса, за да сето она што и на нив им е нејасно, за да го разјасниме и мислам дека сето тоа имаше така еден значаен бенефит и за стопанствениците и за државната администрација. Работите веќе долго време, се задржавме и за крајве да заокружиме, можеби најважно е промената на свеста. Се променува ли свеста за значењето на акредитациите, на институтот за акредитација? Добро е ова вака прашање за крај, доста значено, бидејќи навистина е доста променета во една позитивна насока свеста за акредитацијата. Со конкретен пример, например, ќе ви кажам, еве, во некои области, сега нема да ги именувам кој и како, например, кога се барало акредитација, од што нема доволно познавање, па сега ајде да видиме што е тоа. И сега ќе повикавме некој од државните институции или пак некој што се од приватните, кој што исто така им треба акредитација, ама не знаат зошто им треба и не знаат што таа опфаќа, ќе ги повикавме на некој од нашите оценки како посматрачи, како наблюдувачи за да видат, или еве вака во канцеларија, и кои ќе добијат целокупното знаење, разбирање за постапката за акредитација, тогаш најчесто одговорот е: а па сега ни е јасно, всушност нас ни треба 30 или 50% од тоа што вие го работите, па ако вие тоа го сработите, многу нас ќе ни олесни во работата. Значи и како е зголемена свеста од самата потреба, бидејќи ќе повторам уште еднаш, тоа што ние го работиме по тие процедури, по тие стандарди го работат во цела Европа и во цел свет. Верувам дека и ние, барем малку колку можеме ќе придонесеме за запознавање, ако не за промена на свеста, како кај компаниите, така и кај сите кои што се упатени на вас. Јас ќе ви заблагодарам за тоа што одвоивте од вашето драгоцено време да бидете гостин кај нас. Се надевам дека ќе имаме уште некоја прилика вака да разговарам. Благодарам на поканата. Ние како институт сме секогаш отворени и према медиумите, меѓутоа и према нашите заинтересирани страни. Може слободно да ја посетат нашата интернет страница, таму ни се објавени сите податоци, сите постапки, па дури има едно видео, ако го видат, со шематски приказ на самата постапка за акредитација, но секако и нашите канцеларии се отворени, може слободно кога сакат нека повелат, све што треба, јас или моите вработени, нашите тимови,
све што треба ќе им помогнат. Благодарам на поканата уште еднаш. Благодарам и на вас уште еднаш и за вас благодарност почитувани гледачи затоа што бевте со нас овие 30 минути, се разбира и натаму останете со програмите на К3 телевизија. Пријатно.